Од невладината организација Рома СОС од Прилеп бараат затворање на подрачното основно училиште Добре Јовановски, затоа што според нив просветниот и санитарен инспекторат констатирал дека нема соодветни услови за обезбедување на настава во тој објект. Бараат 180 ученици да се префрлат во главната зграда на училиштето. Од оваа невладина имале поднесено и представка за ова на 5 март до Министерството за образование, инспекторатот и општина Прилеп. Родителите според Рома СОС се плашеле јавно да ги признаат проблемите. Нема технички хигиенски услови за одржување на настава, дека објектот и дворот се руинирани и небезбедни, а инвентарот и зидовите се распаѓаат, дека не е обележан ниту објектот, а ниту патот, учениците се изложени на опасност во сообраќајот. Советот на родители реагирал на неколку наврати изминативе години, но не постои запис ниту конкретна акција за истото. Како доказ дека објектот е небезбеден, го посочуваа случајот од 25 јануари, кога дел од еден од надворешните зидови во дворот паднал врз еден ученик кога тој играјќи си слегувал од него. Тој зидо бил сио распаднат, распукан. И горното што му падна на ногата, кога падна детево, му падна, многу крварење, многу крв изгуби. Му дадоја и крв, операција му праја 2,5 сати. Од училиштето не сакаа да зборуваат пред камерите. Ни покажаа документ од 16 април оваа година, во кој што државниот просветен инспекторат тврди дека условите за настава во објектот се добри. Ги демантираат тврдењата на Рома СОС, но сепак и покрај нашето инсистирање, не ни беше дозволено да снимаме внатре во објектот за да се види какви се навистина условите во училиштето. Инаку станува збор за многу стара зграда, каде порано се одвивале обуки за противпожарна и воена заштита, а во последните 15 на години тука учат ученици. Објектот воопшто не е видливо обележан дека станува збор за училиште. Од општина Прилеп вела дека лани за време на летниот распуст биле извршени одредени градежни зафати на дел од училниците и санитарните јазди, кои што според инспекторатот биле на задоволително ниво. Општината била во постојан контакт со сите училишта за да се обезбеди подобра настава за сите ученици.